K15! Фала и на твоја глава, ајде. Па знаеш како ти е, чутење е злато, вика некој. Министр, мислиш сакам ја за партијата, бе, ајде, за треба државата да се носи, ајде. Слушај, а тој новата басна го чу, новата басна шта е? А, не? Види сега. Си бил еден орел и еден лав. И орелот лете и лавот го гледа и му иде на орелот и само му вика мијау. Добро, а? Добро. Ајде да ми дојдеш на кабинет тука на баклава да те частим. Ајде да ми дојдеш на кабинет. А да те чекам, ајде. Ајде бе, тука имам некои генерали да му кажувам за реформа. Ајде да ми дојдеш. Чао. Многу честитки. Ајде, генерал, ентер. Добар ден, господине министре. Не. Шо волку сорт вие шо не викне, јас не знам. Само што се качи на трешта, тап, сега си ме обере некој трешт и курир што трајче на джамот, става, ајде вика министр ме вика. Добро, батка, ти вака мислиш да влагаш, вака облечен? Шо има врска? Како би шо има врска со капа само кам униформа, генерал ли си, шо ли си? Ти слушај, што ти викам, немаш време се облечувам. Гостов шо име да се облечувам јас. Што од кај да можеш и менјат униформите, од кај да знам? Одмah се облечен нови. Поседнеш нов министр, нови униформи, нови реформи, што? Зашо ги менјат? 100% живиш. Менјат. Море, Нема за шо. шо ти е гајле тебе? Ние сме генерали, ние сме вечни, ние остануваме, што министрите се менјат. Да, денеска е министр, утре е отишол на друга функција. Ние сме... Тоа држи. Добро е, часот по чутење заврши, ајде станувај сега, друг пат ќе те викнам на час за читање што е, ајде. Пријатно, господине министре. Нека влезе друг генерал. Битно те. Држи тоа, бе. Здраво, коли. Како бе? Никако, бе. И шо проведе? Ништо, ќутевме, ми рече час по ќутење. Ти спрашуваше нешто, не? Не бе, ќутеше. Кој ќутеше, бе? Па ќутеше, тој ќутев и јас. Цело време? Не правете му работа. Цело време ќутевме двајцата. И друго. Ништо ми рече, ќе имаш час по читање после. Благај, бик. Еден барат, ајде. Стани, благај. Ја лозам. Благај, благај, ајде. Јас сум на крај, шо, нема, ја не сум ни битен, ајде, благајте, ја не сум. Благај. На должност, господине министре. Остав. Зошто, господине министре? Нешто ми шкрипи. Па тоа е вратата, господине министре. Па седи, ајде и после да му кажеш да го мачкаат, да го подмачкаат, молим те. Скидам капо, господине министре. Свака част. Кој беше ти? Генерал Јанковиќ. Тоа беше, генерал Јанковиќ беше, сега си, значи, ја не лези. Види, Ани. Ти знаеш дека во армијата треба да ги правиме некои реформи. Да. Ти треба да го изменаџираш сега, да го мениме името, треба да го менуваме. Името? Да, нема Државата? веќе, не, на министерството. Тоа веќе нема да биде АРМ. Знаеш, има став дека не треба да го мениме името, се нема да биде АРМ, па размислувавме околу тоа. Размислувавме за ова, она. И да ти кажувам, повише бева за она. Меѓутоа, мене лично, ако ме прашаш, јас сум за УЧК. Како? УЧК или НАЧК, па ме интересира ти што мислиш. Господине министре, дали ќе ни го начука или ќе ни го учука, нас исто ни се фаќа. Па знам, ја исто мислим дека да не биде многу сега наедно што, знаеш,
да го, па мој предлог е да видиш дали да се вика АСМ, не АРМ, него АСМ. Автосојуз на Македонија? Како бе, не, што си? Не, армија... Славо македонци? Зошто славо македонски базе? Не, армија на сите македонци. Да. Да. Дали ти е така се? Наредена е? Да. Ајде сега иди тамо и кажи им дека си нареди им на сите тоа да биде, ајде. Ти си одлучил да наредуваш тамо и нека влезе друг. Кој беше ти? Генерал Ризи Бизи, господине министр. Ризи Бизи, ти си интендант што е за хранова за војска, нели? Точно. Види генерал сега, Ризи. Значи треба, знаеш, реформа и промени за мени за исхрана што е за војската да се прави. Па што направивте на тој план? Господине министре, вака да ви кажам, значи ние со екипата комплетна со се кувари, со се све се собравме, дискутиравме на оваа тема и заклучивме дека уствари нема потреба да се менја менито. Знаете зошто? Затоа што тоа мени е веќе неколку години и мислам дека подеднакво се застапени сите структури во нашата армија. Значи има подеднакво и овчо, и свинско. Што има за доручек? Па, например, јајца со сланина свинска. Каква сланина? Свинска? Бриши. Свинска сланина бриши, нема свинска сланина. Јајца со пилешка сланина пиши. Добро, Пилешка, свинско не. За петок што има за ручак? По граф има у петок обично, например, граф со ребра. Какви ребра? Па свински? Абе, бриши свински. Свински не смее свински. Господине министре, зашто да нема свинско? Граф со ребра пилешки. Пилешки ребра ке тураш, Пилешки ребра. вамо јајца со сланина и у петок кога пости ребра рибешко ке туриш ребра за пост. А у свинско? петок. Бриши. Зашто? Ти си чули, ти кажи ми за свински грип. Па да, има свински грип. А за овчи грип си чул? Овчи нема. Епа, ние треба ли да го мислиме на здравјето на војската, богати? Треба да се мисли. Така е. Ајде. И што Добро, ги... само да ви кажем, еве, например, добро, свинско тргаме. За овчето ни се ствараше малку проблем, знаеш, ние кога земаме овци, нели земаме топта по цело стадо ќе земеме. И овчето малку имаме проблем кога се динста малку брзо ни залојува. Знаеш, и војската не е баш задоволна, па така да решивме поише на шилеже да одиме. Шилеже, значи не е ни јагне, пошто на јагнето па многу на коски ни оди фира, шилежето се покаже како наадекватно. И мислам, па се сведува на јагнешко. Јагнешко? Да. А кога јагнињата ќе стивнат? Мислите, после Великден? Великден, види го. Што си правиш Бајрам? Како Великден, мислим уопште, кога јагнињата ќе стивнат, што ќе иде? Па добро, тогаш, нели, пролетје, баш урда со јајца, нешто со пиперки, летна манџа, вама. Значи, само да го нема свинско, ќе го решиш тоа, молим. Да кажи ми што направи за ова редизајн на униформи. Господин министре, јас не ни јавиле, ние сме друг сектор, ја имаше некој предлози. не си ти, извини, сега ќе го му викнам се. Мислам, Ало, министерот тука, да. Шефот на кабинет мој, нека доваѓа, нека го земе кај тој со дизајнот на новата униформа. Новите комплет нека и нека влегува. Одма нека влегува, тука го чекаме, ајде. Хитно го бараме, да. Сега ќе дојде. Сега ќе дојде мој. Ајде, ево го. Ој ми е шеф, седи. Не се знаете ви, ој ми е шеф на кабинет. Ова е генерал Ризи. Ова ми е шеф на кабинет. Од многу добра фамилија. Она со мажот имаја фирма, знаеш. Работеа многу добро и после рикна и сега е була. Не е само она, знаеш колку тешко е за работа. Вамо што е у Западно Македонија све рикна, знаеш колку има була. Була до була. Ептен. Така. Добро, видиш. Тешко е сега. Иди шепте, еве ти. Значи, треба да го менјате сега. Ова еве ги дизајнот. Значи, уместо ова елече, треба да ставите вакво елече ке туриш.
Видиш какво е? А, Затоа од овче не сме овчи елек че туриш. Еве ти. Изванредно. Еве, има и сега со инженеринг и ваква овца. Видиш како е? Директно да го биде маскирно. Браво. Еве ти. И ова капите, ова не. Капите не, имаме малку редизајн на капата. Ова ќе биде, видиш како? Бело со елечето да тон, видиш, браво, браво. И еве го Одлично, целата како ќе дојде, Целото, како браво. мислим путер. Значи, Дали секоја сте чест, согласни? господин, вие учествувавте ли ова лично со ваш Не, дизајн? не имаш си има тамо ма партиски. дизајнери. Да, ајде, земи го ова и бриши, ајде. И backspace. Backspace, ајде, седи ти. И кажувај сега што има друго. Што сум пропуштал денеска? Па сега ќе го пуштат овој што е Тарчуловски. И треба да направите пречек. Треба да го чекам. Дали ќе го чекам или ќе го начекам, тоа партијата треба да кажува, знаеш ти, али Тарчуловски. Море да ти кажем, ќе го чекам ја Тарчуловски како се викаше баба, ќе го чекам без зборот на Македо. Ќе го чекам у заседа, да му кажеш. Ќе го чекам. Добро. Друго? И уште сега се планира за нова година да давате подароци на децата на бранителите. Што да даваме? Подароци. Пакетчиња ја да давам. Па добро, нели е тоа малку премногу мајко му? Па добро бре, има ли некој да мисли со тоа тимбете тамо? Па ќе го викнат командант Дедо Мраз, нека дава, не можем ја све, имам ја и други обавези. Ајде иди тамо и ти молим те и нека влезе овој што е. Ајде. И поздрави дома. На должност, господине министре. Ти беше кој беше ти? Моторс. General Motors. А, General, ти имавме еден час за чутење, така? Сега Да. сме за час почитање. Да. Одиме со Ратимир од Толстој. Лав Толстој. Руски трупе су одступали од Бородина, стајале код Фила. Кад е Јермолов, кога е Кутузов послао да разгледа положај, рекао главном командирујучем да ќе на тој позиции под Москвом немогуче тучи и треба одступити, Кутузов ја погледал у njega чутечи. Први пут тог лета доđe на памет да со страшна мясночом мисао како су е оба сина у рату, како су оба отишла испод njene заштите, као сваки од нив, а можда и оба заедно данас и до сутра погинути, означе го погинули сина едне njene посланице. И треба отступити. Батка, ови српски збори, бе. Не ме му чита книга. Пружи руку. Сега, да не ти го читам јас све ова, еве ти го ова, ќе го земеш и навечер успава она, кога спијат војниците пред заспија, ќе им го читаш цело. Дали е тоа јасно? Јасно, господине Ајде, министре. backspace. Backspace. Стана. И? Никако. Час по читање. И шо? И ништо ми читаше, ете и ми рече да му читам на војниците пред спиење Ратимир. Што збориш, бе? Е, ти кажа. Ратимир? Да. Батка, ова све забегано, бе. Што име на овие, бе? Слушај, крајно време е ни да се организираме и да одиме у влада, да му однесеме они да прочитат злосторство и казна. Ајде. Ајде. А може и идиот. K15!